Градот во Шара, со исклучителен потенцијал за планински мегатуризам, ги живее во сивило октомвриските денови, зашто за жал и натаму го има статусот на водечките места по загаден воздух во Македонија. Отпадоците од депонијата до пред еден месец постојано ги задушуваат етовчани. Во пресред на локалните избори, градската самоуправа најпосле го реши проблемот со депонијата со тоа што отпадот се носи во Дрисла и на уште една локација во Тетово, но граѓаните велат дека сликата од градот, која гледаат секој ден во изминатите неколку години, е сметна секаде. Една е сликата од Тетово која гледаат туристите, а поинаква е сликата која граѓаните ја гледаат секој ден, велат тие. Најголем проблем е чисточа. Прво тоа дојде. Што да речам, сега пред избори почна да ги чистат улиците, тоа се гледа. Не треба градот само еднаш да биде чист во годината, треба секој ден да биде чист. Првиот проблем најголем е кај да се постави депонијата. Ја не сакам во атарот на мојата општина, вие не сакате во атарот на вашата општина и тука е главниот проблем. Ако тргнете сега на Шара, сакате Дреновец, сакате Шапка, Гајре, Џермо, имате пред селата депонии направени. Џермо е преубаво село, тоа се наоѓа некаде над Дреновец, шума со, не знам, лешници, со не знам што, и кога ќе стигнете таму гледате фрижидери, најлони, не знам, кеси од каков вид, а градот ништо не презема. Веќе се години во Тетово се е во знак на критики. Слично како со депонијата, градот имаше проблеми со снабдувањето со вода, а дали новата филтер станица поставена од неодамна ќе биде трајно решение, ќе се види во текот на летните денови. Овие денови кандидатите на сите политички партии се уверени дека ќе го решат трајно проблемот на градот со сметот, најувајќи дека сега имаат проекти за изградба на постројка за селекција на отпадот во Тетово. Во нивните планови, освен решенија за проблемот со загадувањето на воздухот, клучни одредници во програмата се и рационално управување со парите на граѓаните преку проекти кои предвидуваат многу инфраструктурни решенија, изградби на улици и тротоари и решавање на сообраќајниот метеж. Граѓаните велат дека еден од поголемите проблеми во градот се сообраќајниот метеж и инфраструктурата, но во фокусот на многу луѓе се и нискиот стандард и невработеноста. За нигде. Ама за нигде, баш за нигде. Овој ти е плоштад, може да видиш. Сегде има рупи, тоа, камења, извадени, се што. Со отварање на булевардите, значи би дишнали и самиот град. Значи потоа би дошли овие другите работи како значи водоснабдувањето, нели, водоводната мрежа. Најпрво нема за пари, нема пари. Треба мирно да бидат, да не прави некој сваѓа, а луѓите како се сега со сиромашни свите. Пари нема, што да прави, трчи по оваа партија, трчи по таа партија, на крај нема ништо. Граѓаните велат дека природните богатства на Тетово со Шар планина значат и услови за подобар економски живот и напредок. Според нив тие лежат во шумското богатство и во потребата од многу поголема туристичка искористеност на Шар планина и додаваат дека токму во тој правец не е сторено ништо или не е направено како што треба. Ако се развие туризмот, може ќе има подобро ќе има. И мало подобро да работа овие партиите. Да влезат луѓе, не јас сум ова, јас сум тоа, нема туе, јас сум. Да гледат да работа луѓето, да трчат. Ако има повеќе тако туристи, ќе има и повеќе пари. Највише тоа треба да се искористи. За жал, ние Шар планина ја направиме, како да речам, ископина. Гледате што ни се случува со истекот на водите заради оштетување на шумите на Шар планина. Спроти локалните избори на 15 октомври, деновите на жителите на Тетово се исполнети со дебати, а полемиките се жолчни, но се забележува и дека многумина се воздржани и велат дека можеби последниот ден од кампањата ќе решат кому да му го дадат гласот. Не е битно више. Оти кој да дојде, ќе те разочара. Колку да имаш надеж во одредена личност, после известно време ќе видиш дека све е блоф. Ќе ги следам сите кампањи на сите градоначалници што се пријавиле да бидат. Без разлика дали се тоа од албанска или од македонска националност. Најважно е личноста. Неважна е личноста, не е важна партијата. За гласање ќе видиме како на крај ќе видиме. Ќе гласаме за некој, али ќе видиме на крај.